Джевеирџијата и Дуња Ѓузели. Чита Александар Станојков. Еден джеваирџија си имал една жена толку лична, што немало друга како неа на веков. Дека толку била лична, ти ќе беа ја крстиле светот со едно име, Дуња Ѓузели. Бидејќи била толку лична, секој маж, млад и стар сакал да ја види кој за арно, кој за неарно. Знаејќи джеваирџијата, оти така му мислат луѓето за жената му, беше си направил 9 катанци и беше затворил жената си во една одаја со 9 катанци, за да не излезит од одајата надвор и да ја видит светот, да речат нешто лошо за неа. Многу време затворена живеела сирота невеста Дуња Ѓузели и ич не била благодарна од пустото момче што го водела, при се што било многу богато. Да можела некако крај да најди за да побегни, каел била и по најсиромашко момче да побегнет, ама туку од пусто заклучена што беше, не можела да се избавит. До дуќанот на джеваирџијата имало едно момче комшија со дуќанот и тоа джеваирџија. Клало ногти тоа, ја ќе му ја видит на комшијата жената, ја ќе умрит. Со денеска, со утре, се спријателиле јако и дошло редо го однесол дома. Однесувајќи дома, ја видел Дуња Ѓузели и со ишарит беше му сторила таа некако како да го сакат него да го земит за маж. Кога виде момчето и така, му удри по траго за како да ја клаит врак. Дума, шеста момчето како вмаривет да курдисат да ја земи Дуња Ѓузели. Станал, та ватил една куќа со кирија многу скапа до джеваирџијата. Од одајата кај што седел беше го дупнал зидот и едно утро беше му влегол во одајата од Дуња Ѓузели и беа си сториле зборот како да направат да се земат и да избегаат од тој град. Едно утро му влегол во дуќан момчето на джеваирџијата и му рекол вака: Комши, побратиме, еве јас ќе одам на далечна страна да барам една невеста. Токму како твојата ако најдам, ќе давам колку пари што ќе ми сакат татко али мајка е и ќе си ја донесам овде да ја венчам, да си уверен, оти тебе ќе те клаам нунко. И како што си живееме ние двата, така сакам да си живеат мојата невеста со твојата, аз ли нунко ќе ми бидиш, јас крштеник ќе ти бидам. Ти ќе никакво шубе ти ќе немаш од мене, ниту пак јас од тебе. А пак ако не најдам таква невеста, не е чаре назад да се вратам, по тугите земји и кости ќе оставам. Вака да си знаеш, побратиме. Дај рака да се поздравиме и седиме со здравие, добро видени, амин. Имај ми дуќанот и куќата комшија троа мукаат, дури да си дојдам, чунки сме комшии. Од кога се поздрави момчето, беше ошло во некој град и беше седело 3-4 месеци време и си дошол дома. Утрото кога дошле беше се ставил со Дуња Ѓузели и беше си сториле зборовите како да се венчаат и да бегаат. Едно идење на дуќан и право кај комшијата джеваирџијата беше му отишол на дуќан. Едно влегување в дуќан со голема радост, дури задишен, беше го грабнал за рака и се избакнал уста со уста и му рекол: а ирлија да ни ед комши светојанството што ќе не биди. Бре, за да се погоди невеста како што бараше, му рече джеваирџијата. Дојди комши, дојди свети Јоане, ами ли знаеш оти што се рекло, кој што си бара тоа ќе си најдит, му рекло момчето. И да јас, како што барав, така и си најдов. Една невеста сум ти зел, ама исто како твојата, джанам како една мајка да ја родила. Не е возможно човек да ја разпознаат која е твоја, која е моја. Да ете тука која така комши, сум ти погодил што ока да ролур, демек толку бидува. Невеста сум ти зел, невеста и полда. Сега те молам, стани, појди си дома, кажи си на стопанката да ти пригоди што е од законот и вечер да ми повелиш ти да ми дојдиш за да ме венчаш. Да те карам со се невеста да дојдиш, знамо ти не ја носиш. Ама ако сега само ти дојди, да по време, а ако сме живи и да се замилуваат невестите ни, ќе си оиме и ќе си идиме, дури да речиме доста. Ами не е така, комши, што велиш? Му рече момчето. Така е, свети Јоане, да си ми жив. Ајде дека ти ја ирлија радоста и векоито светојанството да ни бидит. Ајде, оди, пригодуј се, еве, јас ќе одам да се пригодам, му рече джеваирџијата. И отидоа да се пригодуваат за венчање.
Отрча Джевеилџијата дома и ја кажува на Дуња Ѓузели, оти комшијата нашол една невеста исто како неа и го сакал да му биди нунку. Мажу, ами ако те дексал комшијата за Свети Јоан, грев ќе те вати тако не одиш. Ама те мола мене да не ме земаш, оти може некој да врли око и да ме урочит, ами само одити. Јас, ако сум затворена, само и само од Свето Јоанството да не бегаш, му рекла жената на Джевеилџијата. Код која и чул тие збори Джевеилџијата од жената си, му се сторил ќеот, чунки му рекла да не ја носит неа таму. Се сготвил и му отишол вечерта кај комшијата да го венчат, а Дуња Ѓузели беше се испроврела низ дупка и беше застанала во еден ќош со загушена шамија, со рацете на појасот и со очите наведено како да се срамеше санти од нонкото. Едно влегол Джевеилџијата и се ополил и си рекол сам со себе: море бре, ова е мојата невеста, ја чекај да видам дома дали стоите. Нашол нешто маана и отишол дома. Запнал клучеите да отворат штрак, штрук и отворил 9 клучи, кога гледат, невестата му кај си спиет в постела. Ај, Анасан, си рекол, каква работа ова ќе бидет? Каква работа, бре домаќине, што работа, ја кажи ми, што те најде? Така му рекла. Мори домаќинко, мори, ова работа за чудење ќе бидет. Од комшијава невестата што ја донесол цела како тебе, тинки за тоа дојдов да те видам да не си ти. Море домаќине, ами кога си ме заклучил во 9 клучи и што бериш гајле, за уште поздраво, удри ми уште еден клуч, барем да се сторат 10 и ој си без гајле. Арно, вели жено, му рече и си отиде да го венча комшијата со својата невеста и по вечера после си ошол дома и пак си ја нашол кај си спие Дуња Ѓузели. Од кога заспал тој, станала таа и си ошла кај момчето што се венчи и си го ќердоса да бидат отклучена и таа како сите жени на веков, а Джевеилџијата си остана со 10 клучи в раце и бел во очите.